Долговите на земјоделците за закуп на земјиште, воден надомест, пашарина и други јавни давачки од оваа година ќе се пребиваат од субвенциите што треба да ги земат земјоделците кои должат. Ова е предвидено со последните измени во Законот за земјоделство и руралниот развој. Според првиот човек на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ваквите новини се по барање на земјоделските здруженија, кои констатирале дека поради неплатена минимална давачка, нивните членови може да изгубат 1000 евра. А во однос на пребивањето на долговите, тоа ќе почне да функционира од оваа година, од соисплатите од 2015 година и веќе сме во зачеток на таа цела работа. До претходната година, согласно Законот за земјоделство и рурален развој, оно што е должник по основите што ги наведов претходно, не добива субвенции, доколку должи по било кој основ. Меѓутоа, од 2015 година долговите се пребиваат со побарувањата што ги имаат на име субвенции. Добро. Меѓутоа се пребиваат во однос на долговите према јавни предпријатија за пасишта, за управата за водостопанство, односно водостопанските предпријатија за вода и Министерството за земјоделство во однос на закуп на земјоделско земјиште. Значи по тие три основи се пребиваат. Според директорката Билјана Вуковиќ, субвенциите им се најпотребни на земјоделските производители бидејќи со овие пари од државата успеваат да ги покриваат основните трошоци за производство. Што се однесува до субвенциите, мислам дека субвенциите немаат развојна компонента. Субвенциите се како да кажам, она што ги држи земјоделците во живот. Меѓутоа, дозволено е мерките кои имаат развојна компонента да се комбинираат апсолутно со тоа што следи на годишно ниво по површина и по грло добиток. Во досегашната пракса законскиот рок е 30 јуни за исплата на субвенции за поднесени барања од претходната година. Земјоделците кои не ги добиваат овие пари до законскиот рок е најчесто поради долгови кон одреден основ, велат од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.